Слушајте ја премиер на емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крстја Малјановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија. На фреквенциите на Радио Слободна Македонија го следите најновото издание на Живот со доктор Крстја Малјановски, советник на председателот на владата за труд и социјална политика. Доктор Малјановски, добре дојдовте во уште еден Живот на Радио Слободна Македонија. Добар ден. Денеска зборуваме за актуелните, предстојните, веќе постоечките проекти од областа на социјалната заштита. Со што да започнеме? Се грижиме за топол дом. Так. Може со таа акција. Повелете за што всушност станува збор, за што се работи? Од големиот број на проекти што ги промовира, ги спроведува и на крајот на криштата и помага во областа на Министерството за труд и социјална политика, еден од најстакнатите е секако проектот Се грижиме за топол дом, кој во соработка со општините на град Скопје, Црвениот крст на град Скопје, Црвениот крст на Република Македонија, нормално и Министерството за труд и социјална политика, трае веќе неколку години. Премногу сме задоволни од проектот, заради тоа што дефинитивно македонскиот народ е многу солидарен и се обидува да помогне на луѓе кои е наменет. За кого е наменет? Наменет е за семејства и луѓе кои се со висок социјален ризик и сиромашни семејства, односно корисници на социјална помош и други категории кои дошле во ситуација на висок социјален ризик. Што се донира? Се донираат подвижни работи, најчесто тоа е мебел, електрични работи и други потрештини што на семејството кое ги донира во тие моменти не им се неопходни, односно не им се потребни. Начинот на кој се донираат се со повик на бесплатниот телефонски број 0800 55 800 се регистрираат и кажуваат што е предмет на донирање. После тоа службите заради тоа што целата активност оди преку центрите за социјална работа на територијата на Република Македонија и на град Скопје, ги превземаат повиците, ја утврдуваат локацијата и со соодветни возила ги превземаат донираните предмети. Така, акцијата се одвива според принципот кој прв ќе се јави, прв ќе биде услужен. Така е. Значи, на истиот телефонски број се јавуваат и луѓе на кои овие предмети им се неопходни. И како што и самите рековте, начинот на дистрибуција е таков. Кој прв ќе се јави и за дадениот предмет, таму и се носи предметот. Навистина акција која е со еден страшно висок степен на хуманост, акција која се покажа дека е многу целисходно добра и акција која сакаме и да продолжи понатаму да функционира. Постои имейл адреса donacija@mtsp.gov.mk. Таа е креирана за овој проект и таму можат и слики да се објавуваат, нели да се потврди она што всушност се донира. Така, имате право. Јас би сакал уште еднаш да го повторам, значи бесплатниот телефонски број, тоа е 0800 55 800, на кој сите луѓе, сите хумани луѓе кои имаат нешто вишок, некои дупли предмети, некои дупли намештаи или го менуваат намештајот, или електричните шпорети, фрижидери и така натаму, се што им е во тој момент непотребно и да се ослободат од нив, да ги ослободат своите дневни соби и сите нивни станови и на еден начин да помогнат на луѓето што се со висок социјален ризик. И опрема за деца може да се донира, велосипеди. Так. Значи сето она што е во тој момент луѓето што им е непотребно. Би можело да се донира и тоа бараме да на еден начин биде читаво, да бидат во некоја исправна состојба како би можело да и понатаму тие работи функционираат. Како оди по тоа доставата? Значи луѓето сами доаѓаат да ги подигнат? Не, значи луѓе при сигнализирањето, односно при повикот дека
дека има такви работи, доаѓаат со соодветни возила, камиони можеби, или фургони, во кои се товараат од доброволци, односно хуманитарци, кои помагаат во товарењето и исто така се носат на адресите каде што има побарување од овие предмети. Кај овие луѓе што ги веќе споменавме, луѓе со висок социјален ризик, корисници на социјална помош и кои се нашли во ситуација на вистина на една немаштија. Така. Значи уште еднаш повторуваме, еве на местото број 1 од проектите од областа на социјалната заштита во нашата земја, со доктор Крсте Маљановски зборувавме за проектот Се грижиме за топол дом и уште еднаш бројот 0800 55 800, па сите вие што сте хумани и што можеби сакате да донирате, јавете се на бројот и она што сакате ќе стигне онаму каде што навистински е потребно. Понатаму за народните кујни би можеле исто така да проговориме, малку постар проект кој одлично функционира. Одлично функционира. Народните кујни е една навистина многу хумана активност на Министерството за труд и социјална политика. Фактички, тоа е активност која е поддржана од владата, односно Министерството за финансии, преку Министерството за труд и социјална политика се одвива во скоро сите поголеми градови каде што имаме народни кујни. Само како илустрација ќе споменам дека во Скопје има отприлика 20 народни кујни, отворени народни кујни. Тоа за што се работи? Тоа се фактички простории кои се отстапени од општините, каде што дел се вработени од општините, а дел се и од центрите за социјална работа и кои корисниците, кои може да бидат корисници, отприлика во овој момент имаме околу 4000 корисници на оброците, доаѓаат и си го земаат оброкот во соодветни садови кои се за тоа строго наменети. Храната е со сите стандарди кои би можело да во овој момент кои функционираат. Тоа значи дека е спремена во специјализирани кујни, тоа значи дека е со калорична вредност нормална како што треба и тоа значи дека ја даваат луѓе кои се навистина обучени за оваа работа. Корисниците во петок, можеме слободно да кажам, дека се доаѓаат со исто така со своите уреди, што ги имаат, што ги носат, и за сабота и недела, пошто народните кујни не работат, добиваат ланч пакети, односно сув оброк, така да фактички целата недела е покриена со овие оброци за овие корисници кои што се со висок социјален ризик и кои скоро ја покриваме цела Република Македонија. Така, каде се во Скопје може да посочите? Најголемиот дел се во општините Кисела Вода, Гази Баба, Ѓорче Петров, имаме во Чаир, имаме во Центар, општина Центар, имаме во Гази, како што реков, Гази Баба, Карпош, имаме скоро сегде ги се распределени за што е можно побрзо и да без некакви трошоци да си го подигнуваат оброците. Народните кујни е процес. Министерството за труд и социјална политика, таму каде што ќе има потреба, таму и отвара народни кујни, во зависност од сигналите што ги добиваме од локалните заедници, од општините или од поголемиот број на граѓани каде што би требало да се отворат. Зошто е процес? Заради тоа што во едни моменти постои реална потреба од нив, а во други моменти не постои. Во народните кујни храната не се спрема, него храната доаѓа веќе спремена и само се дистрибуира на овие граѓани кои се во висок социјален ризик. Зошто е битно заради тоа што досега навистина не сме имале никаков проблем, немало некои посебни редови на чекање, оваа бројка е релативно стабилна и таа нити се зголемува, нити се намалува, меѓутоа ви велам тоа е стабилна бројка. Сме задоволни од така начинот на функционирање, сме како исто така и корисниците од анкетите што ги правиме, гледаме дека се презадоволни од она што им се дава.
Ви кажувам, значи за сабота и недела се добиваат ланч пакети, тоа се сува храна, која исто така е со сите стандарди за нормално функционирање. Така, значи проектот започна уште во 2007 година. Така. Значи скоро 10 години и се надеваме дека и понатаму ќе функционира. Општо е познато дека во светот државата помага. Негде народните кои се подпомогнати од невладини организации, кај нас ние одлучивме да тоа биде финансирано и спремено од сепак од државата, односно од Министерството за труд и социјална политика. Велам пак е тоа глобално владин проект, меѓутоа кој го спроведува директно Министерството за труд и социјална политика. Следниот проект за кој ќе позборуваме е советувалиште за брак и семејство, но претходно ќе се одмориме. Доктор Малјановски, со една кратка пауза на фреквенциите на Радио Слободна Македонија го следите најновото издание на Живот. Слушајте ја премиер на емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во Живот зборуваат доктор Крстја Малјановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија. Со доктор Крстен Малјановски во Живот зборуваме за проектите од областа на социјалната заштита на фреквенциите на Радио Слободна Македонија. Следниот проект советувалишта за брак и семејство. Државата со уставот и законите обезбедува посебна заштита на семејството, а центрите за социјална работа преку соодветна тимска работа ги извршуваат работите сврзани со посебна заштита и помош за семејството. Зашто се работи, доктор Малјановски? Да, како што рековте, советувалиштата за брак и семејство произлего од потребата на еден начин да помогнеме во нормалното функционирање на основната клетка на секоја држава, секој општество, а тоа е семејството. На територијата на град Скопје, а и на територијата на Република Македонија, со минимални варијации, бројот на разводи е скоро стандарден. Има најразлични толкувања зошто е тоа и исто така и многу одговори на тоа кои се причините за разводите. Меѓутоа, како државата, така и секој најнормален човек се грижи да со склучувањето на брак да тој брак обстане, првенствено заради тоа што бракот е една микросредина во која најдобро би можело да се остварат желбите, амбициите на секој поединец во неја. Особено е значајно што најчесто во браковите се раѓаат деца кои по ниеден основ не се виновни во случај на криза, односно бракоразвод на парница. Имајќи го тоа во предвид, во 2013 година почнавме со отворање на советувалишта за брак и семејство. Тоа се најнапред да кажам бесплатни советувалишта во склоп на центрите за социјална работа. Во Македонија имаме 30 центри за социјална работа. Скоро во сите се отворени советувалишта за брак и семејство. Во 2014 продолжи оваа активност со отварањето на овие советувалишта во центрите каде што не беше тоа направено. Во рамки на центрите за социјална работа, сите центри работат во однос на барањата од судовите за, по два основи. Сакам да го објаснам само функционирањето и после тоа ќе кажам причината која не наведе да ги почнеме да ги отвараме советувалиштата. Значи, на барање од судовите во граѓанска постапка при разводи се доставува еден акт во кој се бара да дојде до обид за помирување на брачните партнери и второ, при евентуално неуспешен обид, децата да се донесе предлог за доверување на еден од брачните партнери, односно детето или децата што ги имаат стекнато во бракот. Голем дел заклучок е на луѓето што работат, на експертите на оваа проблематика, дека на голем дел од брачните партнери им е неопходна помош за да дојдат до некое решение. Не се оди по секоја цена да се зачува бракот, меѓутоа некаде разликите се толку минимални што со помошта на стручните лица постои можност да бидат тие надминати.
Значи не сакаме по секоја цена да го зачуваме, да ја зачуваме брачната заедница, меѓутоа сакаме да помогнеме ако постојат услови да таа брачна заедница опстане. Од таа причина се одлучивме, како што реков, да ги отвориме брачните советувалиштата за брак и семејство, кои работат двократно, кои се составени од тимови кои се составени од најразлични професии, тоа се најчесто правници, психолози, педагози, социјални работници, евентуално и дефектолози, кои скоро сегде се застапени во центрите за социјална работа и кои помагаат во разрешувањето на конфликтите што настануваат во рамки на бракот. Во советувалиштата нормално дека постои можност да дојдат и децата кои се присутни. Избегнуваме да ги инволвираме децата на најмала возраст или исто така избегнуваме кога конфликтот е од поголем и подлабока причина, заради тоа што не сакаме децата да бидат вклучени во самиот развод. Ке потенцираме дека услугата е бесплатна? Апсолутно бесплатна е, значи во просториите на Центарот за социјална работа, тоа е апсолутна дискреција се води и како што и сегде во светот каде што можат брачните проблеми да бидат изнесени во рамки на стручни лица, така еве и кај нас е таа можност создадена да се упата со едно закажување дека би сакале еден термин, тогаш и да брачните партнери прво можеби и поединечно, а после тоа и заедно да се обави тој разговор, односно терапија. Не е терапија, едноставно е разговор во кој би се надминале некои проблеми кои би можело да се создадат, односно се создале во некои брачни релации. Не сакаме да после неколку месеци од брачниот живот да првиот проблем да тој брак се разведе и да се создадат понатамошни проблеми кои би можело да нас. Советувалиштата даваат и услуги во однос на предбрачно советување по желба на корисниците и во случаи кога малолетно лице сака да склучи брак. Така. Значи, ништо чудно во светот е да пред да се склучи бракот, да идните брачни партнери посетат соодветно советувалиште, за разлика од другите држави каде што тоа се плаќа со материјална надокнада. Дури имаме и во Македонија неколку советувалишта професионални кои од лица кои се добро обучени, кои исто тоа го наплаќаат. Во рамки државата создала услови во просториите на центрите за социјална работа да работат и овие предбрачни советувалишта со кои идните брачни партнери би можеле да поразговараат за сите можни проблеми што можеби ги тештат, односно сите можни прашања за кои би сакале да ги разјаснат пред да го склучат официјалниот брак. Исто така, како што и рековте, значи во овие советувалишта можат да дојдат и малолетници кои се законски кои можат да склучат брак. Тоа се лица над 16 годишна возраст кои со дозвола на родителите склучуваат брак. И ние сме презадоволни што овој начин на функционирање можеме да го работиме и дека можеме да помогнеме на овие млади луѓе да размислат дали би требало да се склучи бракот или не и да им кажеме на сите проблеми што може да ги снајдат во животот, односно да ги надминат со овие разговори. Зборуваме за проектите од областа на социјалната заштита со доктор Малјановски во живот. Следниот проект Патрол на социјална работа. Може би малку непознат за нашите слушатели. Зашто се работи? Така, значи центрите за социјална работа сакавме да ги на еден начин да ги за вработените да ги тргнеме од просториите и да на терен со непосреден контакт со граѓаните, како во руралните, така и во урбаните средини, ги запознаеме со нивните права. Овој проект дефинитивно се однесуваше на желбата на државата да социјалата ја приближи до правите корисници, односно правата од областа на социјалната заштита ги користат лицата за кои е дефинитивно наменета.
Имавме впечаток дека информациите за правата, односно за материјалните давачки и што ги прави државата, граѓаните не се доволно информирани. Така да се обидовме да преку стручните работници од центрите за социјална работа ги посетиме местните заедници, школите, поразговараме со наставниот кадар во школите, кој може би најнепосредно ги препознава проблемите со нивните деца, во местните заедници за проблемите на местното население, кое навистина е многу различно од место до место, да поразговараме за сите права, односно за сите можни права кои би можеле да ги користат. Овие тимови, овие мобилни тимови си ја обавија својата работа, многу често од искуство ви кажувам, ја постигнуваат целта, заради тоа што колегите беа директно соочени со проблеми што ги тиштат во моментите кога луѓето и дури и не знаат за некои права што ги имаат. Јас ќе наведам неколку права, например, затоа што се огромен број, 24 права ми се чини се материјални права, и луѓето дефинитивно не можат да ги запознаат ако се на еден начин тргнати од оваа проблематика или не можат да бидат запознати преку средствата за информирање. Ја постигна цел, овој проект навистина го постигна цел, ја постигна својата цел, не велам дека се голем бројот на корисници, меѓутоа луѓето беа запознати со општите права од областта на социјалната заштита. Во овие тимови многу често присуствува и колеги и од други области, да кажеме, како од земјоделие, после тоа од катастар, потоа од здравство, кои што исто така на тие трибини, на тие состаноци беа присутни и кои директно им одговара на граѓаните во населените места што беа посетени. Јас навистина сум презадоволен од проектот, заради тоа што си ја постигна својата цел, ги гледаме дефинитивно кои беа бенефитите од оваа работа, заради тоа што дел од граѓаните, знаете што, се поднесуваат документи за права кои можеби од законски аспект не се остварливи. Зошто да ги трошат тие пари? Зошто? Заради тоа што сепак се значени пари, од друга страна кога изворно ќе слушнат за кое право се работи, тогаш навистина е тоа добро. Уште една куса пауза, доктор Малјановски, и се враќаме во живот. Слушајте ја премиер на емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крсте Малјановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија. Се враќаме во живот со доктор Малјановски на фреквенциите на Радио Слободна Македонија. Зборувавме за проектите за топол дом, за советовалиште за брак и семејство, народните кујни и патролната социјална работа. Следно, дисперзирани оделенија на центрите за социјална работа. Доктор Малјановски, што имате да споделите со нашите слушатели за овој проект? Така, дисперзираните оделенија на центрите за социјална работа и нивна основна цел и дамена без овој проект беше да колеги од центрите за социјална работа во овие дисперзирани оделенија првенствено ги информираат граѓаните, а второ да и дел на документацијата што може да ја соберат и го направат. Да го направат тоа. Значи, во 30 центри за социјална работа во Македонија, ние со почеток во 2013 година, 2014, отворивме 35 подрачни единици. Каде беа отворени овие подрачни единици? Значи, скоро ги имаме 30 центри и во други помали градови и населени места каде што немаше центри за социјална работа. Значи, од матичните центри
меѓуопштински центри се отвара канцеларии, најчесто во рамки на општините, каде што вработени од центрите за социјална работа во точно определени денови беа присутни во овие канцеларии. Еве само ќе наведам на пример каде беа отворени овие дисперзирани оделенија покрај нормалните, да ги кажеме, скопските општини, беа отворени во село Сопишта, во Илинден, Ѓорче Петров, Сарај, или во Центарот за социјална работа во Кочани отвори дисперзирани центри во Чешиново, Блешево и Зрновци. Понатаму Центарот за социјална работа во Одберово отвори дисперзирано оделение во Пехчево. Во Неготино во Демир Капија, ние немаме Центар за социјална работа во Демир Капија, меѓутоа еве Центарот за социјална работа од Неготино го отвори во Демир Капија. Во Крива Паланка е отворен во Ранковци, во просториите на општина Ранковци, таму е отворено дисперзирано оделение. Во Куманово село Липково е отворено, во Делчево во Македонска Каменица, во Гостивар во Маврови Јанови, и да не ги набројувам сите поголеми градови, како Гевгелија во Дојран и во Богданци, или во Битола во село Новаци. Тоа се сепак населени места кои по бројот на жители се големи и на кои неопходно беше присуство на колегите од центрите за социјална работа. Зошто се отворени? Заради тоа што граѓаните да не патуваат, да не се изложуваат на дополнителни материјални трошоци, и да едноставно потребната документација, точно она определена документација што од ден на ден се намалува од причини што се компјутеризира, да ја дадат до местото каде што најчесто живеат. Се обидуваме, значи, центрите да ги доближиме до граѓаните на Република Македонија, што е можно повеќе. Ние нема да отвориме сегде и во секое место, меѓутоа во поголемите места сметам дека е неопходно да се отворат овие дисперзирани оделенија. Значи од отварањето до денеска тие функционираат така? Функционираат така. Со цел за унапредување на социјалната превенција и приближување на социјалната заштита до граѓаните на територијата на нашата земја, Министерството за труд и социјална политика реализира и проект Отворени денови за социјална заштита во руралните средини. Така. Во 2013 година започна овој проект. Јас би сакал само да напоменам дека во овој наш разговор споменуваме 11 поголеми проекти што се обавуваат во рамки на Министерството за труд и социјална политика. Има и други помали, како што се евентуални елементарни непогоди, каде што апсолутно и законски мора центрите за социјална Министерството да учествува со своји активности. Отворените денови за социјална заштита во руралните средини беше проект кој започна 2013 година и само јас како податок ги споменам дека во 2013 година беа посетени 662 рурални средини, односно населени места, во 74 општини. На овие состаноци, нешто слично како непосредната патролна превенција што беше спомната во еден од проектите, беа на граѓаните им беа објаснати правата од областа на социјалната заштита. Премногу сме задоволни од посетеноста. Во просек во овие рурални подрачја беа посетени над 40 граѓани беа присутни на овие наши состаноци. Така да, како што спомна, во 2013 662, во 2014 555 населени места во 68 општини на Република Македонија, во 2015 620 населени места во 73 општини на Република Македонија. Значаен проект, затоа што како и сите останати министерства, така и Министерството за труд и социјална политика има измени во законот. Тие измени треба да бидат достапни до сите луѓе, да бидат објаснети. Има нови права, исто така не би сакал во оваа ситуација да ги споменувам, меѓутоа сигурно ќе дојдеме во момент да ги кажеме и на луѓето да им ги доближиме што е можно нивните права, односно правата на граѓаните на Република Македонија.
Да, во тие случаи, еве, истакнато е дека најмногу прашања, значи, биле поставувани за тогашната нова мерка за еднократен отпис на долгови, измените на постапка за стекнување право на паричен надоместок за помош на друго лице, мобилност, слепило, глувост и наглувост. Значи, ова се дел од прашањата за кои граѓаните од руралните средини, значи, во моментот кога се спроведуваше овој проект, најмногу се Јас сакам да дополнам, еве сега, да. например, квадриплегијата е ново право, кое е споменато. Исто така, ќе имаме некои права за ретките болести, кои исто така се спомена. Значи, перманентно се зголемува бројот на законските решенија, односно правата, и сакаме да овој проект продолжи, заради тоа да ги известуваме граѓаните кои кои се присутни на овие наши состаноци, да ги информираме за начинот на прибавување на документацијата. Ние сме свесни дека секој дом не може да има компјутер или начин на кој би можел да другачи начин да аплицира, меѓутоа должни сме да го кажеме и тоа право дека постои можност дел од правата да се аплицираат преку компјутер, преку информации или каде да ги прочитаат известувањата со отварањето на веб страната на Министерството за труд и социјална политика, да не шетат од град во град или од општина во општина. Продолжуваме, доктор Маљановски. Нашата следна тема ќе биде најчесто поставување и прашања и одговори за условен паричен надоместок. Значи, што всушност тоа опфаќа? Тоа опфаќа. Што опфаќа, тоа е една навистина делотворна мерка, која е фактички во соработка со Министерството за образование на Република Македонија. Зошто? Заради тоа што законската обврска налага да сите граѓани на Република Македонија, односно деца, продолжат со редовно средно училиште. Голем дел од сиромашните семејства, едно од образложенијата зошто нивните деца не можат да посетуваат средно училиште беше дека престојот во училиштата е скап. И покрај бесплатните учебници, прибори, сето што државата одделуваше и правеше напор да го даде, за некои семејства и превозот, автобускиот превоз од општина во општина или од во Скопје, како што се релациите од една општина, од едно место до друго, беше значаен додаток односно одземање од парите што ги имаат од својот буџет домаш. Така, да потенцираме дека се работи за условен паричен надомест за средно образование. Така е, значи само за средно образование се работи. За кои деца се работи? Се работи за деца кои потекнуваат од семејства кои примаат значи социјална парична помош. Така. Кој не може да го прими, значи учениците кои не значи може да го прими ученик кој не е корисник на детски додаток. Так. И ученикот како да е прв пат запишан во средно училиште, односно да не биде да не го повторува одделението. Так. Секое одделение мора да биде значи за прв пат запишано. Условниот паричен надоместок во секој се исплаќа секогаш месечно се исплаќа по 1000 денари. Што е потребно? Потребно е и во соработка со средните училишта средните училишта доставуваат информација за посетеноста на редовноста на овие деца и за успехот во школувањето на крајот на школската година, односно дали успешно прешле во следниот клас или не. Документацијата е многу едноставна и апликациите се поднесуваат во центрите за социјална работа, односно нивните подрачни единици. И единствено што е неопходно значи да децата одат во школа, да го посетуваат средното училиште и со успех да го завршуваат. Ги добиваме редовно извештаите од средните училиште, врз основа на тие извештаи се доаѓаме до исплатата на овој паричен надоместок, кој би сакал да спомнам дека е поддржан и од Светската банка која е со канцеларија во Република Македонија. Така, значи барање, потврда од училиштето дека е редовен ученик, се доставуваат документите и крајниот рок е 31 март за аплицирање. Так, да, за аплицирање за почеток за следната година.
Значи, основно е да биде корисник на социјална парична помош семејството, односно родителот, да се во состојба на висок социјален ризик и да овие пари одат на правото место. Целта е, значи, да се потенцира да децата бидат редовни во училиште и со успех да ги завршуваат училиште. Јас мислам дека пред оваа мерка процентот на посетеност беше релативно висок, меѓутоа со оваа мерка уште повисоко го издигнавме процентот на посетеност на децата кои кои потекнуваат од висок социјален ризик. Во ред, продолжуваме со живот со доктор Малјановски. Нашата следна тема проект инклузивни детски игралишта наменети за деца со инвалидитет. Така. Еден од многу хуманите проекти е проектот за инклузивни детски игралишта. Инклузивните детски игралишта се наменети за деца кои се со инвалидитет, односно дали ќе биде тоа физички или од друга сфера на медицината. Зошто велиме инклузивни? Затоа што процесот на инклузија во нашето општество тече како преку Министерството за социјална работа, така и во сферата на образованието. Процесот е многу сложен, се работи, значи, за деца со хендикеп. Досегашните норми и стандарди што беа воведени и што се воведуваат се да наречеме нормални ученици, односно здрави. И овие детски игралишта се всушност катчиња специјално направени и специјално изградени од специјален материјал за овие деца со инвалидитет. Во територијата на Република Македонија, значи, се направени 10 вакви игралишта, односно инклузивни детски игралишта, и намерата е да се продолжи со интензитет, односно со правење и во поголемите градови каде што вакви деца постојат, во соработка со локалната заедница, односно општината, би требало да се овозможи да се дозволи простор и да се набават соодветни играчки, односно модели на играчки каде што би можело овие деца да престојуваат, односно да го исполнат своето слободно време. Така безбедно да играат, да се социализираат. И ќе споменеме дека овој проект е во партнерство со Националниот сојуз на лица со телесен инвалидитет на Македонија. Да, учествува Националниот сојуз со своји сугестии, предлози, заради тоа што регистарот на деца со хендикеп е најсоодветен преку овој сојуз и дека ние голем дел од информациите ги добиваме преку нив. Исто така и светските трендови, заради тоа што знаете, секоја возраст си носи своји карактеристики. Овие игралишта се пак велам наменети строго за деца со инвалидитет, кои заради своите безбедносни карактеристики, начинот на употреба се строго наменски. Доктор Малјановски, уште една кратка пауза и се враќаме во живот повторно, каде ќе го заокружиме нашиот денешен разговор. Слушајте ја премиер на емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности за вас во живот зборуваат доктор Крсте Малјановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија. Следната тема, односно следниот проект на кој ќе зборуваме, во рамките на проектот од областа на труд и социјална заштита со доктор Малјановски, е проектот за зголемување на бројот на згрижувачките семејства во Република Македонија. И во минатиот циклус, минатата сезона на Живот, ние подоста време посветивме на оваа тема. Со особена желба и волја да го промовирам овој проект, заради тоа што дефинитивно сум апсолутно убеден и од сите светски научни и практични сознанија дека установите од областа на социјална заштита се нужно зло. Значи би требало да бидат формирани, да се најдат и се пронајдат други облици кои
во све би налекувале на обичните семејства каде што би биле згрижувани децата кои до сега ги сместувавме во институциите на системот. Решенијата се неколку слојни, а меѓутоа бенефитите од целата работа се многу големи. Ние сме во еден длабок процес на деинституционализација на нашите институции, на трансформација на установите и сознанијата се дека што е можно побрзо и подобро е да ги овие установи ќе продолжат да функционираат, но што е можно со помалку деца. Зошто го говориме? Заради тоа што е тоа прва установа. Установа е каде што децата се згрижуваат, установа е каде што ги има доста и каде што некои основни педагошки, психолошки и други карактеристики што ги има семејството и покрај огромната волја недостасуваат кај овие установи. Значи, сакаме да децата што е можно повеќе престојуваат во така наречени згрижувачки семејства, односно во мали групни домови и да во оној престој кој што бидат тамо да бидат спремани за нивната подоцнежна возраст, односно кога ќе станат полнолетни. Во установите, односно во згрижувачките семејства ги сместуваме децата без родители и децата без родителска грижа и за тоа неколку години сакаме да ги промовираме овие згрижувачки семејства кои ќе наликуваат, кои ќе личат на обичните семејства, кои може да бидат згрижувачи. Има една специјална програма која ја спроведува Заводот за социјални дејности, затоа што секој не е соодветен да згрижува неколку деца. За згрижување на овие деца државата ќе инвестира, односно ги плаќа. Со измените на законот настојуваме да овие згрижувачи бидат професионалци, односно да бидат згрижувачи кои ќе потекнуваат од струки кои се блиски за еден успешен третман на овие наши деца. Во рамки на згрижувачките семејства има специјални едукации за згрижување на деца со инвалидитет или со хендикеп. Исто така, имаме и специјални тренинзи, односно и практични обуки за деца кои се со воспитно-социјални проблеми, односно запуштени во своето однесување. Од тие причини многу инсистираме да деинституционализацијата продолжи. Не само пример ќе кажам, Заводот Дебир Капија од една мегаломанска установа со над 450 корисници, во еден момент од мината година дојде на ниво од 200, што е навистина презадоволни сме од начинот на кој што во овој момент функционира. Да, поволностите за згрижувачките семејства ги споменавме, надоместоците може би и сега или во некоја следна прилика да ги споменеме. Сега каде да се обратат граѓаните? Да, значи скоро сите проекти, сите патишта водат во центрите за социјална работа. Во 30 града, како што спомнав, во Република Македонија, во големите градови има центри за социјална работа или во евентуално Министерството за труд и социјална политика. Меѓутоа, оперативните служби, тоа се центрите за социјална работа на Република Македонија. Има еден телефонски број 15 505. Да. Или мејлот zgrižuvanje@gov.mk. Так. Верувам дека во некоја следните изданија на Живот повторно ќе посветиме цела емисија на оваа тема, доктор Малјановски. Тука ќе мора и да се одјавиме. Ни преостана да позборуваме уште за неколку проекти, претпоставам и за нешто што ќе следува, како проект од областа на социјалната заштита, но за некоја следна прилика. Така е. Ви благодарам што и денеска бевте дел од Живот. Молам. Се слушаме за 7 дена повторно на фреквенциите на Радио Слободна Македонија.
Се одјавуваме. Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија, уредник доктор Крсте Маљановски, водител на емисијата Рашела Гинова Карафиловски. Датум на емитување 2 октомври 2016. Техничка реализација Никола Јовановиќ, Дине Вучков, продукција Радио Слободна Македонија. Останете на нашата фреквенција. Слушајте ја премиерно емисијата Живот во недела од 14 до 15 часот на Радио Слободна Македонија. За семејните, моралните и социјалните вредности, за вас во живот зборуваат доктор Крсте Маљановски и Рашела Гинова Карафиловски. Живот на Радио Слободна Македонија.